100% природен витамин С. За деца и природен витамин С за возрастни. Затоа за моите најблиски јас одбрав Ацерол алкалоид, таблети за џвакање со природен витамин С и неодолив вкус. Говорот на телото кажува многу повеќе од лицето. Доколку сакате да разберете нечии чувства, одбрнете внимание на говорот на телото, не само на лицето. Ако сакате да разберете дали човекот до нас е тажен или луд, подобро да обрнете внимание на телото отколку на лицето. Телото дава далеку појасен сигнал за позитивните или негативните емоции. Тоа се најновите сознанија, иако досега многу повеќе во врска со емоциите истражувачите фокусот го насочуваат на лицето. Научниците од Универзитетот во Ерусалим си поставиле цел да разберат како луѓето го користат јазикот на телото за да ги проценат емоциите. За оваа цел тие собрале повеќе фотографии на елитни спортисти во моментите кога губат и кога победуваат. Овие надпревари се секогаш поврзани со многу пари и борба за докажување на егото. Залогот е голем и затоа се чести моментите во кои учесниците преживуваат вистински бури од позитивни и негативни емоции. На 3 групи од по 15 учесници, испитувачите им представиле фотографии само од лицето, само од телото или од телото и лицето на спортистите и побарале од испитуваните да кажат дали сликата изразува позитивни или негативни емоции. Луѓето на кои им биле покажани слики од телото, независно дали биле без лице или со лицето, ги откривале вистинските емоции. Учесниците кои суделе само по лицето на спортистите не успевале секогаш да одредат каква е реакцијата, негативна или позитивна. Испитувачите направиле експеримент во кој скомбинирале лик на спортист кој победува со тело на спортист кој губи и обратно. И установиле дека знаците на телото диктираат каков одговор ќе биде даден. Ова не докажало дека лицето е сосема исклучено од можноста да ја открие емоцијата, но општиот заклучок на испитувачите бил дека кога емоциите се многу силни, позитивно или негативно се мешаат и тогаш е тешко да се разграничат само по говорот на лицето. Манипулативното однесување често е врзано со лагите. Како реагираш во ситуација кога ќе приметиш дека некој се труди да те излаже или да изманипулира со тебе? Често пати кога ќе приметам дека некој човек се служи со лаги, воедно сака да ме излаже, некако се обидам да го прикриам тоа, иако знам дека тоа не е правата вистина, меѓутоа се инсистирам да остане на тоа да се заврши темата на која разговараме, без пред тоа дополнително да давам значење на лагата која. Так, исто така манипулативното однесување нели нормално и врзано со говорот на телото, нели оние мимики, пантомими, гестови кои што човекот не секогаш може да ги контролира. Умееш ли да го читаш говорот на телото? Апсолутно, да, апсолутно се согласувам со тоа дека говорот на телото и гестикулациите и мимиките кои ги има соговорникот наш, често пати може да дадат многу поголемо значење, многу повеќе информации од самите зборови. Да, мојата работа е таква комуникација со луѓе и се трудам на најдобар можен начин да ја прочитам секоја порака, секоја гестикулација и мимика што ми ја прави соговорникот и да ја протолкувам на соодветен начин, дали се поклопува тоа со искажаните зборови или не. Од друга страна, сега гледано, дали ти умееш да го контролираш твојот говор на телото? Да, се трудам. Така. Сега јас би сакала да се вратиме на спортот и би сакала да откриеш кои навики за идните генерации кои што сакаат да се бават со спорт, кои навики се оние кои што гарантираат успех во спортот? Конкретна дефиниција за успешен спортист нема, меѓутоа голема посветеност, пожртвуваност, многу труд, многу работа, верба во себе и љубов во она што го работат, дефинитивно се една од карактеристиките на врвните спортисти. Дел од овие карактеристики што ги поседуваат луѓето се дефинитивно на прав пат да станат успешни спортисти. Тоа е еден дел од нивните карактеристики. Така, дали здравата исхрана, здравиот начин на животите, да кажеме, како целокупно однесување влијае врз успехот на спортот? Апсолутно, со ова се согласувам, да. Значи, спортот сам по себе носи големи залагања, многу работа, многу труд, и сега сето ова да се зачини со еден нездрав начин на исхрана, дефинитивно успехот нема да биде тоа. Меѓутоа, доколку се запазат барем оние основните 3 оброци на ден и неколкуте ужини, да, може да придонесат кон поголем успех на самите спортисти. Така, пред да почнеме со дегустација, пред да ни пристигне специјалитетот кој за денес ни го подготвија Мираж, би сакала да те прашам и дали ти се храниш здраво?
Со оглед на динамиката на мојата работа, на мојот живот и секојдневните врски, немам доволно време да се посветам на здравото. Искрено, меѓутоа да, се трудам колку што е можно повеќе да се хранам здраво. Оние сендвичи, брза храна да исфрлам од моето секојдневно мени, да се базирам само на она готвеното јадење со многу зеленчук и овошје, многу вода, меѓутоа колку што можам да се трудам да се хранам здраво. Специјалитетот за денес веќе ни пристигна, делува вкусно. Не се сомневам во нивниот вкус. Имаме пилешки медаљон во сос од печурки. Дали си љубител на пилешко месо? Да. Тогаш може да дегустираме. Мислам дека пилешките медаљони во сос од печурки ги потврдија нашите очекувања. Што мислиш ти за тоа, дали ти се допадна тебе? Одлично, одлично. Многу ти благодарам што беше дел од Урбан Стил вечерва, ти благодарам што одвои време и ни даде навистина корисни совети во врска со спортот. Благодарам, Ани, на тебе. Беше мило што беше дел од твојата емисија и што ти беше битно моето мислење на овие теми. Се надевам ќе се видиме во некоја наредна прилика.